комичен Мегахерц. На руски е комическава мегахерца. Ви слушате комическава мегахерца. Добар ден, дами и господа. Добре дојдовте во нашето овогодишно издание на комичен мегахерц. Макфест! Свет на сиеличката, драги слушатели, свет на кај мене, свет на кај Атанаса, свет на и во вашите домови во етерот, свет на секаде. Значи, како по обичај да знаете дека денеска е петок и сонцето надвор силно сјае барем кај нас и затоа ние сме со наочари во нашето студио. Само едниот дел од емисијата е со очила, другиот дел е без очила. Понежниот дел е без очила. Добар ден, Атанас, како си? Добро, брат, јас открив многу интересна направа, мислам, откриена е многу одамна, се вика термос, на здравие на сите ако не гледаат на YouTube. Баба ми секој утро ми прави кафе, ама ово утро доцнев малку и реков: бабо, стави ми го во термос кафето. Така? И сватив дека термос е една направа која е многу интересна и помага на човештвото, затоа што ти секогаш си имаш топло кафе, знаеш. Како Точно. беше тоа? Босанецот што прашува? Па дека во лето знае термосот да држи ладно, а во зима да држи топло. Кај знае термосот кога е лето, а кога е зима? Што е добро прашање. Ако некој знае, немаме билети за давање, затоа што не знам. Да, нема билети, све е распродадени сме ние како што беше распродадена на времето. Не е важно. Да. Конго. Конгото. Државна република, Демократска република, Државна република, Атанас. Одиси. Државна република Конго. А инаку да се вратиме во нашиот лупи муд на емисијата 10 март. Денеска е 69-тиот ден од оваа престапна година според Грегоријанскиот календар, значи, мои дами и драги господа, има уште 296 дена да размислите каде ќе ја славите новата година, со кого и како ќе се забавувате за најлудата ноќ. Инаку Атанас, Јас сум тука да подсетам и неколку интересни работи, мислам не се многу интересни, за данок се пријавува до 15 март, чисто да знаете ако возите сега возило и речете кај ти текна сега да кажеш има врски, средете го тоа. Исто така да знаете дека во ГТЦ експозитурата е затворена или како и да се вика, си има само едно, тоа главното. А иначе ние сме платени од УЈАП за да рекламираме. Комичен Мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манос си го слушамо на 99,3. И вративме се в нашето студио. Дека беме, сакам да кажам дека ја работиме сон на летната ноќ. Жарко доаѓа директно од проба. Јас вчера бев заглавен, креативно заглавен во дувлото наречено театар комедија, цел ден скоро со се представа, фатив, значи 12 часа работа без прекинно. Сепак ја сакам својата работа, го сакам тоа што го работам и не се жалам. Исто така, јас ќе кажам дека да. Вчера беше еден од понапорните денови, но како и да е, заврши добро и ние си легнавме сите среќни и задоволни затоа што кога ќе се реализираш себе си со она што го сакаш е многу убаво. Инаку за сите оние што се заинтересирани затоа што денес е денот на термосот, првиот термос бил измислен 1892 година од Сир Джеймс Дюар. Прво измислен термосот, после кафето. Као измислив нешто, не знам што да ставам во него. Зашто? Можда е добро, сум го видел, не сум видел. Сега да кажам ти текнува кога во кој филм во Глуп и поглуп вториот дел беше кога му вадат орган, па треба да го пренесат ти текнува во мраз па за да остане свеж. Се сеќаш на сцената во или во вториот дел, во новиот? Вториот, да. Во вториот. Па на тоа ми дојде идеја доколку се најдете некаде со орган, најдете термос и ставете за да остане свеж. Добро, Жарко, инаку морам да кажем има средно медицинско. Да, средно медицинско. Затоа ги знае вие податоци, но вие без стручно лице не го правите тоа. Да. Донирајте крв, тоа е исто добро. Инаку Атанас пред да се запише на глума студираше 2 години, а јас една на молекуларна биологија. Добро, сега не мора се да откриваме, Жарко, те молам, сепак некои тајни сакам да ги задржам за себе. Тачно, но денеска протоните мои се наклонети кон неутроните твои, фотоните наши за фотосинтезата и генезата на генетиката на кучињата од светот. На Венко Доноски? Да. Добро, ајде почнемо околу пробата и околу процесот. Сакав да кажувам за сон на летната ноќ,
ноќ тоа и јас сам да многу кажам. интересна. Види, Вилијам Шекспир секако е интересен, тоа е една представа напишана Баш ќе оригиналот. најдеме се историја додека збориш. Оригиналот е во 4 слоја, значи има 4 линии, драматургијата има 4 линии, од која едната е според оригиналот Тезе и Хиполита, војводата нели на Атина, но ние во нашата приказна таа линија малку ја занемаривме, односно ја тргнавме и се базираме на другите 3 важни линии, а тоа се линиите на волшебниците како еден свет, линиите на љубовниците како реалниот свет и линиите на народот, односно мајсторите или занаетчиите кои се приморани да направат представа. Целото тоа, сите овие 3 линии кои ќе ги ставиш во една шума, ја добиваш комедијата што се вика Сон на летната ноќ или Midnight Summer Dream. Предпоставувам дека ќе се издвоиме од останатите две, затоа што во иста година работиме и ние, и Македонскиот народен театар и Битолскиот. Значи ќе биде една година на конкуренција на Сон на летната ноќ, но сепак ние како Атлетико Мадрид или тимот на Јорганџиите од главниот град се надеваме дека работничката класа сепак ќе преовладува и ќе ги победиме модулите на МНТ и Глумците на Битолски. Шармот на Битолски театар. Сакам да кажам што вика Википедија, неколку реченици. Сон на летната ноќ, англискиот Midsummer Night's Dream е романтична комедија напишана од Вилијам Шекспир. Била предложена, слушајте нас, од приказната на Витезот, од кантерберските приказни на Џефри Чоусер и напишана некаде околу 1594 година до 1596, 2 години се пишувала. Ги прикажува авантурите на 4 млади атински љубовници и група аматерски актери и нивното действување со кралот на Атина, Тезе и кралицата на амазонките Хиполита и со самовели кои населуваат едно месече во осветлена шума. Представата е една од најпопуларните Шекспирови дела за сцена и е широко изведувана на секаде низ светот. Па ова можда е едно од најпоставуваните Шекспирови дела покрај другите се разбира, затоа што како што кажа Атанас е еден колаж и еден пазл од убавини, од чинови, од жанрови и од сликовити бајки. Така да мислам дека сме на добар пат да направиме нешто што ќе биде многу забавно и нешто што ќе биде поразлично од се до сега што било во комедија. Се согласувам, а плюс и тоа се надевам дека ќе привлечеме уште повеќе млада публика, затоа што ако не се лажам, ова е задолжителна литература во средна школа. Да. Ако не се лажам. Барем беше додека бевме ние. Да, бевме додека беше вие. Да. Сакам да кажам дека тоа ќе биде интересна работа кога ќе почнат младите да доаѓаат и ќе може да погледнат една Сон на летната ноќ низ призмата на режисерот Андреј Цветановски, кој сега е во подем. Да, млад режисер кој што подемира сега. Инаку 27 март ќе биде премиерата, здравје Боже, тоа е датумот каде што комедија имаше прва премиера пред 5 години, значи сега ќе го славиме својот ти 5-ти роден ден. Атанас, ти беше дел од првата представа од првата година на театар комедија. Жарко, каде ме враќаш сега? Знаеш тие муабети кои 2012. Да, пред 5 години. Да, се сеќавам на првата премиера на театар комедија, се сеќавам на денот, но не се сеќавам на изведбата затоа што имав страшно многу трема и тоа бев како што би рекле народски од страв. Така. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. А и статистички најмногу секс паѓа во петок. Така е. Статистички денеска е денот каде што сите се даваат или некој зема. Како и да. Значи сите кои што не слушате, погалете се. Денеска погалете се или спремете се за вечер затоа што ќе биде луда ноќ. Тргнавме да зборуваме, се извинувам на мојот како се кажува лектор. Лекторче, извини, значи тргнавме да зборуваме за филмот Ах, љубов моја. Значи првата представа на театар комедија беше Ах, љубов моја, во изведба на театар комедија во режија на Коле Ангеловски. И текст. И текст на Коле Ангеловски. Исто така, според мотиви на Жорж Федо, исто така театар комедија, тоест поголем дел од театар комедија ќе има премиера, ќе земе учество во филмот кој што ќе има премиера сега брзо. Значи крај на март, почеток на април. Треба да се утврдат датумите овие денови. Ми стигна SMS, вика спреми се за вечер да дадеш. Ајде. Поздрав до сите фанови кои што слушаат Манијаци. и се поздравуваат. Мене ми звонеле, добро. Нема врска.
Значи само да кажам дека крај на март, почеток на април ќе има премиера на филмот Ах, љубов моја во режија на Коле Ангеловски, а во изведба на глумците што ќе пробам да се сетам сега: Атанас Атанасовски, Жарко Дина Дејан Гачич, Жарко Димовски, Александар Микич, Ева Скендеровска, Едмонд Сотир, Валентин Костадиновски, Тино, Андон Дончевски, не, тренерот на Вардар, Ашата од Прилеп, Крсте Јовановски, Тито Тарзанот. и многу други, Поздрав и до нашиот вечен човек кој не прати, Маја Колевска, еве сега ми го прати плакатот на Ах, љубов моја од Коленгелски. Поздрав Маја, поздрав. редовен наш слушател. Маја, поздрав, да. Значи, добро е што имаме вакви фанови кои што се радуваат на секој наш успех и се И тука неуспех. и неуспех се разбира и се цело време тука за нас и за поддршка и за бодрење. Значи, поздрав до сите вас. А доколку некој од ваквите фанови кои што не слушаат има потреба да се јави и да си поразговара со нас, може да се јави на 0231313332. 0231313332. Ние сме тука за вас, а вие сте, се разбира, тука за нас. Премиерата на филмот, рековме, ќе биде крај на март, почеток на април, кога ќе знаеме точен датум, ќе ви кажеме. Ајде, дата нас малку околу синопсисот на филмот. Мал тизер, мала закачка дај на нашите слушатели. Не знам, јас се уште го немам погледнато, требаше да има една затворена премиера само за екипата, но сепак уште не е одржана. Не, околу синопсисот малце тоа го кажа веќе. Кој е, Што се случува во филмот? Дали можеш? Ја знаат приказната сега, тоа ли да раскажувам? Па малку кратко, за тие што не знаат. Не, дека е различна од плотот што се случуваше во театар да. и плотот што се случува За во плотот филмот. на филм. Па ти кажувам, не сум го видел за да можам да зборувам, да не зборувам на празно. Сепак добро, приказната за еден млад мрачен парк, кажу. Не, млада пејачка Сузан Таир која доаѓа да одржи концерт, но сепак има некои нерасчистени сметки со нејзиниот љубовник Селпин, кој исто така ја следи, доаѓа со неа. И молам? Стани ми се слушал? Ете така до. Добро, благодарам. Од режија ми рекоа стави слушалка за да извадиш гураби. Душалка. Интересен стил за овие пролетно есенски денови, зимски вандализми. Сакав да кажам дека до кај стигнав? Се појавува во незиниот живот повторно љубовникот од младоста Селпин, кој има исто чувства према Сузан Таир, а има и девојка која го чека за да се мажи со него, и во цела таа една сплеткарска ситуација изградена од Коле Ангеловски настануваат интересни ситуации, карактери се појавуваат, каде што има постојано заплети. И така. е многу забавно, ќе гледате и ќе се забавувате. Се надевам дека филмот ќе биде македонскиот кандидат за Оскар. Инаку, за сите што пратите Оскари, сега да кажам дека златната статуетка на Оскарот всушност не е златна, туку е позлатена. Таа е изработена од 93% кала и 5% антимон и 2% бакар. За време на Втората светска војна оскаровските статуетки биле правени од гипс, бидејќи тогаш било најефтиното решение. Тоа е добро, значи има тука многу факти за Оскарите. Доколку сакате, јас ќе ви читам. Сакате, па нема проблем, еве ќе ви читам. Значи Марлон Брандо ја одбил оваа награда, но не заради договорот. Тука да, ова е многу интересно. Слушај, ова можете и на YouTube да го погледнете. Атанас ми заспа. Не сум јас. Секогаш кога читам за Оскарите се лекторот заспа. Како се вика, се релаксира. Значи Марлон Брандо ја одбил оваа награда, но не заради договорот, туку заради лошиот третмат на индијанците во филмската индустрија. А јас ќе кажам дека сите вие кои што имате проблем со индијанците можете да дојдете во комичен Мегахерц и да заедно забуваме и величаме индијанци. Атанас, каков е твојот став кон индијанците, братче? Па еве кога ќе погледнам што прави Расел Весбрук, одма ми станува јасно. Расел Весбрук е направи 31 трипл-дабл сезона. Ова не се спортски вести, но сепак да го поздравам индијанецот Расел Весбрук. Така е. Доколку сте љубители на филмовите, јас ќе ви препорачам неколку филмови кои што во историјата на Оскарите ги освоиле сите трофеи во 5 главни категории. Тоа се It Happened One Night, тоа се случи една ноќ, Лет над кукавичкото гнездо, One Flew Over the Cuckoo Nest и има некои пречки, се извинувам доколку ги слушате. Го одржи ако може да ги изчистат. In the Silence of a Lamb или Кога јагнињата ќе стивнат, тоа се трите филмови.
За сите оние кои што не знаевте, овој податок ми е од Атанас и ми е проверен дека Снежана и 7-те џуџиња всушност е кокаинот и 7-те ефекти на кокаинот. Добро, Тоа се добро, представува во добро. филмот. Добро, кој сака да си ги провери овие факти, нека ги провери, па не зборуваме лоши работи. И напразно. И напразно. Повели Атанас. Денеска е денот каде што треба да се подари чоколадо на тој што го сакате. Дефинитивно. Дали знаеш дека изборот на чоколадо го дефинира карактерот на човекот? Какво чоколадо јадеш ти, Атанас? Бело. Ми е омилено, бело чоколадо ми е омилено, бело чоколадо. Клод бело чоколадо без Кажам дека е бело чоколадо, да. Да, добро. Господа чува, ке си Господа помислам чува тоа. и Не, да терминологијава е страшна. Бело чоколадо. Таков ми е јазикот, нема врска. Клод бело. Клод, Као скроз бело. Да, на кажуто. Добро, Толку бело на кај Толку таа. бело што оди на На кај кај жуто. жуто. Добро е. Сакаш пример да јадеш по цели редови или сакаш да е дробено чоколадото? Па не, јас сакам да го рендам. А ти сакаш да го рендаш? Јас го земам чоколадото, го рендам, некогаш и го топам. Знаеш како мал кога сакав топло чоколадото, ма си направам. Да. Не, па многу интересна приказка е таа. Јас зимав фолија, го ставав на ринглата и го топев. Не се зафркавам на вистина. И така си правев топло чоколадо, пошто во Прилеп немав топло чоколадо на прилеп. Чек, ова ми се случи за сериозно. Значи работев во Прилеп во средно како менаџер во еден кафич. И дојде Ром и Ромка седнаа на масата и келнерот оди, Златко се викаше келнерот, и му вика што сакате за пиење? И девојчето вика едно топло чоколадо, а му вика на дечкото, а ти што сакаш? Ја ќе скршаме на коцка од КНЗ. Сериозно ми се мене случено и беше многу ќе скршаме на коцка од КНЗ. Инаку, за сите заинтересирани од Ману, 241 година пред нашата ера римјаните ја поразуваат картагенската флота ставајќи крај на првата пунска војна на денешен ден. Стварно? Атанасе, брате, да. Тоа е интересно, например, Да. вакви информации ќе читаат 2000 години после нас, знаеш. Дали знаеш кој е роден на денешен ден 1940 година? Па знаев, ќе го кажев, не. Чак Норис. Не. Среќен роден ден, Чаче! Чаче! Честитам роđendan! Стварно е Чак Норис ден. Чак Норис е роден дан на денешен ден, а на исто така е починат големиот руски писател Михаил Булгаков, 1940 е починат денес, а неговата представа, неговиот текст Мајсторот и Маргарита вечер вас игра во МНТ, доколку сакате да гледате, Маргарита. одете таму, а доколку сакате да дојдете кај нас во комедија повелете, но нема карти, жал ми е. Што играме вечер? Вечерва Вечер е е Стюардеси, најпопуларната представа изминатите, не знам, 3 години. 2-3 години, точно така. И утре е представата Вардарски пастови во режија на Синиша Евтимов се двете. Инаку сакам да кажам за Синиша Евтимов, да, добро се потсетив. Е режисерот кој во театар комедија за ден и пол продаде 800 карти за неговите представи, односно за Стюардеси и за Вардарски пастови. 800 билети беа продадени позади неговото име. Не сакам за ден и пол, не знам, не ги знам информациите од МНТ и од Драмски дека и таму има негови представи. И мислам дека ако се направи некоја статистика, можеби е најпродаваниот режисер во моментов, дефинитивно. Така е, тоа е за респект и тоа е за почит. И не знам дали некогаш некој продал Волко. Браво, браво. Значи Синиша продава, она добро продава. Одлично, значи дојдете, гледајте ги представите на Синиша во Сите театри. Кај нас се тие две, во МНТ се игра Не се клади на енглези, во Драмски се игра Чолак. Чолак. Добро, а што сега да кажам, значи за утре за представата Вардарски пастови нема карти одавна, но после тоа има журка во пабот на комедијата, каде што почна да станува едно од омилените места на младите дами и постарите ергени. Дојдете и ќе се забавуваме секогаш со добра музика, секогаш со одлично Ергени, зошто ти избор го поврзувам со тебе, Жорко? Ергени. Што ли читав вчера? Ерген, нешто Жарко, не знам. Ти не си Ерген, мислам. А Ерген си? Па и ти си Ерген. Да. Бејчар. Дали вика дека фаќа она клетва ако правиш скара на Отворено. облачно? Да. На Време. отворено и облачно време, да. Вистина е тоа? Да, дека нема да Значи не сложи. правите скара денес. Тачно. Ке се скарате се не. Мислам, правете вие, но затворено, на Да, отворено не. затворено, да. Затоа Као- што скарот ќе излезе надвор во небото и ќе дојде до, ме разбирате? Таму и во Lion King Scar. Скар. Yes, Да, и затоа се кара Scarface. тој со сите. И Scarface и затоа е тој со сите се нервозен. кара, тачно. Јаде Со ска- таму тоа Да, шекер да, во да. прав и многу е нервозен. Тачно. Зошто е ли толку е нервозен? Зошто е толку нервозен? Кој ти е Од омилен белото чоколадо. нервозен карактер? Омилен нервоз? Од филмови. Scarface.
Не Скарфейс. Скарфейс не е толку нервозен. А знаеш кој е нервозен обично во филмовите? Кој? Пример во Goodfellas, Џо Пеши е нервозен. А знаеш дека првата асоциација ми беше на него? Да, тоа е тоа. И во Дефинитивно. Дали си ја гледал серијата I Saw Always Sunny in Philadelphia? Како не, како Тоа Чарли. малото е. Чарли. Тоа е многу интересно ликче, исто Чарли. нервозно цело време, да. Чарли е многу интелигентен актер, мислам, како човек, он и продуцент, и сценарист, и режисер, и актер. И секојаш ги игра глупите карактери, пошто му лежат, веројатно. Ама е многу паметно човече надвор од тоа. И знае да направи пари. Нормално. Кога сме кај пари, не се трудете, никогаш нема да ги направите. Да. Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате Комишен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Денес исто така е роден ден на двајца наши колеги, тоест една колешка и еден колега, Весна Петрушевски, бејби, го честитаме роден денот јас и Атана си Комичен Мегахерц и човекот со кој што моментално соработуваме како гостине во театар комедија, тоа е бардот Ѓорги Јолевски. Да, среќен роден ден и од Ѓорѓ, мене. среќен роден ден, да си жив и здрав. Исто поздрав до нашите слушатели во Цетиње, односно Лидија Дедовиќ, режисерката на Трудна приказна, ја поздравувам, ни прати известување дека не е слушала. Одлично. И исто така да ги поздравиме сите кои што не слушаат во диаспората, таму некаде во далечната Австралија. А ти си некаде кај што нема да те И допрам. само празнина ми остана од тебе. Исто ја сам да кажам една многу јака работа, не мислете дека алудирам на нешто. Многу ја работа, како звучи се ова? Значи, Ко на друго радио да сме. скроз, црвенокосите не чувствуваат болка на ист начин. Молам? Едно истражување покажало дека црвенокосите се посилни и поотпорни од другите. Значи, добро, не навлегувам понатаму да не го читам ова затоа што алудира на нешто друго, но како и да е, тоа е тоа што го кажав. Јас и Атана со следната емисија, драги дами и почитувани господа, ќе правиме квизови во живо. Значи, секој од нашите фанови кој што сака да дојде тука ќе игра со нас игри и ние Не, бре. И да, и ние ќе му помагаме да освои пари за, не знам, Пари? Пари. Да, пари. Значи, Секој одговорено прашање 10 денари. о, интересно. Така, може па да, би било доста интересно. Друго, Прашање од типот, кој е Милена Бојан или Елиовски? рецимо, Што и да кажеш грешка е. така е. Така да, добиеш никој 10 нема да денари. зара... А ова не требаше да го збориме. Se слушава? Не, бе, на реклами. Не, на реклами сме, да. Ужи. И слушај, сега да ти кажам за девојчето тоа. И многу јако, брат. Ти, да. И за Стварно? леле. А ти со прстенот за девојка ти што направи? Аха. Го најде? Да, бе. Добра. Добро, значи ова беа тие мали закачки тизерчиња, што би рекле ние за нашата емисија. Малку сме, како да кажам, уморни, среќни и убаво се чувствуваме затоа што многу кажа Атанас на почетокот на емисијата дека многу работиме, а кој многу работи се разбира многу и добива. И јаде, повеќе треба да се јаде. Ти, например, си запознаен со тоа, ако вежбаш многу, мораш и да јадеш, затоа што нема поента, нели? Така е, да, значи вика доколку имате проблеми со сексот, вежбајте затоа што вежбањето ја поразна сексуалноста. Така, јас само една работа ми е нејасна, а тоа е во целата ова филмска индустрија. Филмот на Бетмен, третиот дел, кога Бетмен Rises, нели, он е набилден Кристијан Бел, така? Да, И го ставаат во затворот, тој што е во дупката. да, И он лежи таму, не знам, 2 месеци, така? тачно. Па за 2 месеци он како ја одржува таа фигура и пак да се врати да стане Бетмен со лепче само на ден. И ти такви работи прави, па тоа е Бетмен, брат. Ама не па како има нешто во крвта, како демек? Мојата крв. Да и дека така зборува малце. Да. Ама не кажи ми како ја одржа мускулатурата, тоа е невозможно, така? Јаде лебарки. Лебарките се полни со протеини. така. Да, значи за сите вие И што, ставачки. што вежбате и сакате да се дефинирате, јадете лебарки. Значи малце можете да ги подпршите со масленце на околу 5 до 10 минути на врело масло. Пропржете ги лебарките и кога ќе испушташ белата течност, испуштат белата течност, тогаш се спремни за јадење. Леле, Жарко. Да, Атанас, кој ти е? Сигурно ќе одат многу луѓе на ручек после овој податок. Па нека. Иначе кога бев на одмор во Тајланд се продава лебарки, пржени лебарки во како пуканки во такви. Добро, да, ама таму тие се растени дома, А тука тие се нашите тајландски се лебарки. улични, да, не се јадат уличните лебарки. Улични лебарки. Атанас, кој ти е омилен број? 9. Зошто 9? Затоа што се римува со кревет. А мене знаеш кој ми е? 8. Знаеш зашто? Не. Затоа што е единствениот број со 2 дупчиња.
Пауза. Еве уште една дама која што поминува пред нашето студио. Ева е црвено коса. И има црвено коса, да. И уште една дама која што е многу убаво облечена во Рицко-Брдскиот предел на Есенско-Преспанскиот регион. Да ги поздравиме и тие кои што нас слушаат таму. Полека ќе се повлекуваме ние во нашите одаи, дами и господа, затоа што ќе треба да продолжиме Со проба. со проба. Да. Голем респект за сите гости кои што досега биле во нашето студио, кои што не поддржале во нашата емисија, кои што помогнале во остварувањето на комичен мегахерц, кои што ги смееле гледачите. Слушателите. И гледачите на YouTube и слушателите на Етерот. Добре. Толку само, толку како поздрав. Ја мислев ќе имаш некоја како завршна реч Тие како. говорите, не, можам ја да кажам говори, ама не знам дали Благодари. Опа. Воена полиција. Воена полиција. Добро, тоа значи дека не знам што значи, ништо не значи. Еден факт за мрзливите луѓе, дека вика мрзливите луѓе всушност не се мрзливи, тие само што ја штедат својата енергија. Многу паметно. Па така. Добро, ајде уште малце, уште една минутка две. Дали ќе кажеш нешто Атана околу филмскиот свет, околу филмовите? Дали би препорачал некој филм на нашите слушатели? Што Серија, беше? филм. Што беше серија, секако е повторно кажувам цртана серија Рик енд Морти, ако сакате да ви се прошират хоризонтите за идеи, за фантазија, за нешто што си викате не е можно ова да го напишале, погледнете го Рик и Морти затоа што влегува од свет во свет. Во свет на светот, во свет сериозно ја се Да. гледам таа серија и тоа е фантастично. Толку е комплицирано што е дури занимливо и треба да ги изгледаш на 20 пати, 2 сезони се сега за сега по 10 епизоди мислам. Да. Треба да ги изгледаш, не знам, 13 пати епизода за да видиш што се си пробаш, да секојаш има ново и ново и ново. Тоа е гениално, гениално значи, напишани карактери. Веќе позната она како се вика прототип на карактери Рик и Морти, секако овие од кажи го Back to the Future. да, Внукот да. и дедото, и истата приказка е. Патуваат низ тачки. Да, истите карактери се само што тука се малку по Цимнати, да. Јас тоа ќе кажев дека кога гледаш серијал, обично првата епизода е на најдосадната увертира, ти дава насоки што ќе биде, како ќе биде. Рик енд Морти трае 1 сат и во таа една епизода како да изгледа в 4 сезони од нешто друго. Значи, навистина е многу интересно. Ќе имат, ако имате проблем со цртаното и со анимираното, тогаш ќе нема да ви биде добра серијата, но според после второто гледање ќе уживате. Добро, ама ова се работи за за изострен вкус Да, на апсолутно изострен на луѓе вкус. што сакаат комедија и сарказам, фантазија и да. да. Не може секој да го гледа. Точно така. Гледав добар филм, чешки филм, кој што се викаше Што сакаат мажите. Значи како се вика на чешки, не знам што мажија волят, нешто така е. Нечка, зјечка, чкички, Значи, печка, чешки филм, печкочки. гледајте го и уживајте во хуморот на нашите подалечни соседи. Јас вчера вечер исто да кажам, гледав филм Драј грошен опера или опера за 3 гроши 1930 го има на YouTube со англиски превод. Ако сакате да видите, мислам црно-беле, не е ништо посебно, ако ви се допаѓа Бертолд Брехт да видите како би изгледал на филм, заедно со Курт Вайл, тоа можете да го погледнете интересно. А за сите вие што постите, издржете уште 40 на дена, па ќе заврши постот и ќе можете да уживате. Пост и постирање се различни термини, така? Најверојатно да. Дека, Значи, ако постиш, смееш да постираш. што правиш, ја го средувам постот и некој ќе си рече дека си средуваш рецепти за постењето, ти уствари го работиш постот за на Facebook да го постираш. А чекај, како може човек што пости да постира? Па најверојатно. Или во постот ти спаѓаат сега и социјалните мрежи како не постирај, не ставај слики. би требало да не јади мрсно. Да. Не читај мрсни содржини. Да, не. Не ставај лайк на тоа. Па тоа би требало да е така, значи кога правиш пост Па од сега ми се мешаат мене работите, не знам И точно. мене ми се мешаат исто работите, да. Значи Добро, ќе провериме, ќе ви кажеме во Да, наредна емисија, да, сега да. не би можел ништо, немам да не шпекулираме, ќе ни се налутат колегите од каса куќето. извини, кученце. Опа. Вие што имате миленичиња, денеска почастете ги со храна некоја интересна. Да, еве, Зошто да не? земете кришка леп, натопете во пржено масло, мислам дека ќе биде делишес за вашето кученце, а доколку имате маче, дајте му едно рипче. Рипче за мачет. Рипче за мачето, а за сите вие што имате мажи и љубовници, поздравете ги мажите, а љубовниците оставете ги денеска со своите жени, а за сите вие кои што имате дечиња, однесете ги во игротеката, не знам,
зеленото славејче и нека си играат дечињата и нека уживаат. А сте вие што слушавте комичен Мегахерц, ви благодариме што бевте со нас, затоа што ова, драги мои, беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водител на емисијата Атанас Атанасовски, Жарко Димовски, датум на емитување на емисијата 10.3.2017 година. 10.3 дојде, да, тоа е 2 дена после 8 март. Инаку 8 март, да ви кажам, дами и господа, беше денот на 10 бе, не ме за 10 значи. Часовникот ми измами, гледаш? Часовник ова измама, Атанас се измама. Продукција Радио Слободна Македонија, дами и господа, слушате во боја, ова беше вашиот омилен Мегахерц на 96,0 комичен Мегахерц. Чао, Македонија! Така би рекол Џон Базов, да. Да, чао! Комичен Мегахерц.